иако со повеќето се знаеме, но сепак морам да го искажам чувството да се биде дел од еден ваков настан, кој што трае повеќе од една деценија, речиси 2, а оние за кои е наменето благото што го оставил Видое Подгорец, очигледно дека не чекаат таму во установите. Но како да го доближиме перото на Подгорец, ако не преку списанијата, покрај учебниците и покрај списанијата, не заради постигнување на целите, заради она што го работиме, туку за да ги мотивираме, за жал, тоа отсуствува денес, во понатамошниот живот, односно во нивниот раст и развој. Уште на почетокот, посакувам на организаторите и на сите учесници, а следната година да биде во поголем број и одотворен, помасовна, со цел да слушнат и другите кои што денес немаат прилика и не се со нас. Интересен предизвик е да се говори за списанијата за деца, но не од книжевен аспект, бидејќи за нив ќе зборуваат и писателите, и поетите, и литературните критичари, туку од аспект на наставник, од аспект не на наставник директен учесник реализатор, туку наставник кој што ќе ја гледа целокупната компонента на списанијата, како што ја гледа целокупната личност на детето во целост. Зошто го истакнувам ова? Тоа е во контекст на она што како наслов го приложив за ова советување, а тоа е списанијата за деца како медиум во воспитно-образовниот процес. Зошто токму овој наслов? Моето понатамошно излагање се базира токму на насловот, на дел по дел. Зошто токму списанијата за деца? Причините ни се добро познати и ги групирав во неколку групи. Една од нив е дека литературните списанија за деца имаат значајно место и улога во организираното и институционализирано воспитание и образование, почнувајќи од детските градинки преку училиштата, не заборавајќи ги и семејствата како институција. Зошто значајно место и улога имаат? Затоа што, не навлегувајќи во минатото и на нашите искуства како деца, конкретно на моето искуство како дете, каде што попладневните часови во домот беа резервирани за дружба со списание и дневен печат, може би некој ќе каже, па да, во такво време и живеевме, но токму тие списанија печатени и дневен печат нам ни даваа можност да коментираме, да комуницираме меѓу сите членови во семејството. Денес техниката и технологијата направи секој да комуницира со сопствениот медиум во иста просторија, но меѓу себе не. Лице в лице. Втората причина зошто се определив за списанијата за деца како медиум, за жал, ќе се сложите со мене, иако некој може би потевко, некој погласно, дека нас не обкружуваат деца кои имаат слаба читачка способност. За жал. Ниско ниво на функционална писменост. Тоа што ќе го прочитат не го разбираат, или тоа што ќе го слушнат не го разбираат, па ќе треба во неколку наврети да им се чита. Ова не е проблем само на децата во градинките, децата во училиштата, децата основно или средно, ова е проблем и со студентите на факултетите. Им треба подолго време да прочитат одреден текст, секој час на исклучоците нормално, за да можат да го разберат, ако поставиме задача со една реченица да го доловат, да ја доловат содржината, повторно проблем. Опасност од лош вкус и слаб квалитет во образованието. Постојано комуницираме околу ова со сите ние кои што сме директни или индиректни учесници, зошто ни е намален квалитетот во образованието, причините ги наоѓаме секаде околу нас, понекогаш не и во нас. Но првата причина за оваа последица слаб квалитет во образованието ја бараме во семејството. И па списанието може да биде дел, односно медиум и во семејството како институција. На крајот забележав една причина
ја наведов како причина зошто да се определив за списанијата за деца како медиум, бидејќи неопходноста од ум, знаење, мудрост и убавина е толку голема колку што е неопходна храната за раст и развој на децата. Какви деца ќе формираме, таква иднина ќе живееме. Водејќи од таа мисла и од тоа сознание, како причина го наведов токму ова. Има уште причини. Списанијата за деца во воспитно-образовниот процес ги следат содржините во програмите, вака како што се концепирани и вака како што ги имаат распределено содржините тематски. Анализирајќи ги списанијата за деца во последните неколку години, како и постојните наставни програми во училиштата, за тоа вие сигурно ќе дадете потврден одговор, со внимание, забележав дека секој наставен предмет, речиси секој, да бидам поблага, наоѓа лесно содржини во секое списание, без разлика дали станува збор во моментот на издавачката кој ќе за овие списанија мислам, без разлика дали станува збор за Другарче, Росица, Наш свет и така натаму. И уште една причина зашто се определив, според мене, во секоја програма, особено во основните програми, наставните програми за основно училиште, на крајот во делот, каде што стои дидактички препораки, во извори стои исписанија за деца. Но ова не го кажувам како декларативност на програмите или уште еден елемент за богатење на дневните подготовки за работа, туку како нужност и оправданост зошто треба да се користат списанијата за деца во на секојдневната работа со децата. Јас како пример наведов тука на слайдот некој, се надевам дека се читаат, на пример драмски текстови, драматизација, играње на улоги. Потоа има едно програмско подрачје или ако сакате наставна тема по ликовно воспитание, печатење ми се чини дека беше. Во тој дел исто имате можност да користите готови материјали од списанието. Се препорачува, ви кажав, и како ресурси во програмите за работа во основното училиште. Немам намера да советувам што е медиум, но имам намера кратко да се подсетиме, придржувајќи се на принципот на кој што кажав на почетокот, дел по дел од насловот, медиумот како средство, како посредник меѓу нас и учениците, и затоа треба да биде интересен, затоа треба да биде употребуван на различен начин, со цел да го задржиме вниманието, да ги постигнеме целите, реализираме активностите и задачите, а тука доаѓа до израз нашата учителска креативност. Наведени се повеќе медиуми, ние во конкретниот случај говориме за печатен медиум, кој е богат со илустрации и текстови, и не заборавајте дека илустрациите се исто така значајниот елемент во печатениот медиум, затоа што сликата говори некогаш повеќе од напишаниот текст. За тоа какви все функции има и зошто можете да ги користите, знаете и вие, но не само за информираност и нови сознанија, туку и како забава. Па дури ако треба и часот, нека биде половина час да помине во забава, повеќе резултати ќе постигнеме отколку ако биде во строга тишина и работна или неработна атмосфера. Зошто го говорам ова? Затоа што воспитанието и образованието е процес кој почнува од семејството, продолжува и трае цел живот. А што ме процес, тоа значи дека нешто се движи, ја менува состојбата и очекуваме да дојдеме до променета состојба. Ако така го доживуваме воспитно-образовниот процес, во тој процес директните учесници, актери или реализатори, тоа се децата и ние, очекуваме одредени промени не само кај нив, туку и кај нас.
Ова Пољак најдобро го истакнува, и затоа го и цитирам како автор, дека целокупното движење во воспитно-образовниот процес, од кој што ние го планираме, организираме и реализираме, е фокусирано на реализирање на одредени активности, насочени кон одредена цел, која е поставена како крајната точка која треба да ја постигнеме, односно достигнеме. На следниот слайд се обидов да ви дадам, да ви посочам еден пример, практично реализиран во училиште, за тоа како е употребено списанието. Не значи дека овој пример е најдобар, но може би ќе поттикне нови размислувања кај вас како вие можете да го користите. Во конкретниот случај станува збор за списанието Другарче. Тоа е еден текст Малата Елка. Оваа подготовка не е во целост, само тоа да кажам, дека се извадени овие елементи, туку се зададени само клучните кои што се однесуваат на користењето на списанијата за деца како медиум. Станува збор за второ оделение, настава по македонски јазик и користење на текстот Малата Елка од списанието Другарче. Не ги читам текот на активностите, бидејќи водењето на разговори, поставувањето на прашања, активностите на учениците се биле реализирани, се покажало како доста успешно. Тоа не значи дека учебниците имаат недостиг од овој текст, меѓутоа со цел да биде креативен и иновативен во работата, наставникот и да ја поттикне желбата кон читање, развие способноста, наставникот веќе во второ оделение работи малку поинаку, користејќи ги списанијата за деца, во конкретниот случај Другарче. Интересно е тоа што во делот во кој што говори за евалуативните активности, повторно продолжува со списанието, користејќи ги илустрациите во самото списание за кој што претходно говорев. Тоа значи дека списанието треба да го гледаме во целост и кога ќе бараме одреден елемент и врска со содржината што ја работиме, не се повикувајте исклучиво на текстовите, туку гледајте ги илустрациите во сите рубрики кои што се застапени. И вториот пример е користење, исто настава по македонски јазик, користење на списанието обработка на текст Снежно Оро и користење на списанието Развигор, ми се чини дека беше, да, односно Другарче, се извинувам, во преку обработката на текстот Заврна снег и повторно е користена содржина од списанието. Може би вашите примери со кои што вие располагате и вашите подготовки се подобри од посочените. Во кој дел од воспитно-образовниот процес, во кој дел од часот ќе користите, ќе зависи од креативноста ваша, ќе зависи од интересот на учениците, ќе зависи од целите што треба да се постигнат, меѓутоа во секој случај носи свежина во целокупниот процес. На крај издвојувам неколку клучни елементи кои што се однесуваат на списанијата за деца, кои што ги овде посочувам. Прво, дека го богатат говорот, речникот, вокабуларот, низ играта, низ вежбањето на говорното изразување, кој исто така една од слабите страни, што придонесува за помал квалитет во образованието. Ги буди естетските чувства и доживувања со цел да го намалиме тој, во наводници, како што кажав, лош вкус. Понатаму го поттикнува и критичкото мислење со оглед на тоа што имаме безброј активности во делот на илустрациите, особено во изразувањето и творењето, каде што по серија слики размислуваме и донесуваме поука заедно со учениците. Придонесува за развој на емоционална интелигенција, за жал, и ова е еден актуелен проблем кај учениците. Емоционалната интелигенција можеби многу не се обрнува внимание во училиштето, меѓутоа проблемите потоа се појавуваат и продолжуваат во текот на целиот живот на личноста. Литературните списанија за деца, Росица, Другарче, Развигор и Наш свет,
Во исто време обезбедуваат и интерактивно со понудените активности и исполнуваат уште едно барање. Тоа е активно учење, активна настава, индивидуализација и диференцијација во воспитно-образовниот процес. Задоволувајќи го барањето, како едно од основните императиви во воспитно-образовниот процес, значи треба да заземат можеби поголемо место во нашата работа. И на крај, да не заборавиме дека децата се цвеќето, а ние сме градинарите кои го негуваат тоа цвеќе. Каков живот ќе живееме утре ќе зависи од тоа колку сме ги негувале. Ви благодарам.